Здраво, девици! Добродојдовте овде каде ќе ги толкуваме љубовните пораки за периодот кој е пред нас. Значи, се што ќе се кажа овде, ќе се однесува само на љубовта. Значи, на вашиот љубовен живот. Дали сте сами, дали сте во врска, дали сте во брак. Не е важно, ќе се бидеме да го фатиме сите. Значи, ќе бидете голем број луѓе за кои зборуваме, затоа не се однесува на вас. Препознајте ги пораките кои се за вас, се што не е отфрлете и да преминеме. Само пред да започнеме да ве потсетам слободно, значи, заследете не, претплатете се на каналот, бидете дел од нас, слободно лајкувајте, споделувајте и коментирајте се она што сакате да прашате, се она што сакате да кажете, слободно кажете. Јас ќе се обидам да одговорам на се. И со тоа едноставно ќе ми дадете причина да продолжам да го правам ова што го правам, затоа што на некого ќе знам дека му значи. Ајде да видиме што носи периодот во љубовта за вас, девиците, да не погрешам, да. Вие девиците, што се случува? Имам чувство дека тие што сте во врска или во брак, кај вас нештата се случуваат, да, убаво си тече се, меѓутоа вие сте си посветени на вашиот дел од проблемот, од работата, од интересите, партнерот на неговиот. Буквално си работите секој она што вас ве интересира, си го правите, она што тој го интересира си го правите и тоа е супер, одлично. Не дека нешто вие правите спротивно на штета еден на друг, не, во никој случај, едноставно таков е период во кој сте се посветиле на своите работи, секој на своите. И може би понекогаш ви пречи зашто партнерот не помага, или пак на партнерот му пречи зашто вие не помагате. Но тоа се, мислам дека за многу малку од вас ова порака, зашто претежно за повеќето е тоа што вие уживате да си го правите ова што си го правите. Дел од вас дури се жртвувате да го правите, сега нешто правите вие, дали работите многу, дали сакате финансиски да го подкрепите семејството, домот. И многу правите, премногу, дури се жртвувате. Ова не е нешто што ве прави несрекни или ви пречи, не, напротив, вие си уживате во сето ово, вие си уживате да си собирате пари, да створите и да стекнете многу, како ќе си ги задоволите потребите на вашите најмили, и тоа е се супер. Понекогаш да, кога ќе ви се насоберат обврски, имате проблем како да одржите чекор со сето тоа и како да ги совладате сите кои се натрупале, но сето е тоа за вас. Сето е тоа нешто кое вие може да го совладате и да го направите. Таков ќе биде и периодот, мирен, тивок период. Кон крајот на месецот можеби ќе одлучите малку да се опуштите, малку да се препуштите на забава, ќе се забавувате во друштво. Гледам дека во друштво, не само вие двајцата самите дома, туку и во друштво, може во домот, може со семејството, може со пријателите, може ќе отидете некаде на одмор, на летен одмор. Гледам некакви водопади овде, можеби место каде што има некакви водопади или воопшто вода, море, каде ќе се чувствувате обновени, ќе се ја вратите енергијата максимално, ќе си ги наполните батериите максимално. Значи еден убав мирен период. Сега за некој од вас јас гледам дека вие правите многу, да, правите се што можете за партнерот и супер ви оди. И супер ви оди во многу полиња. Меѓутоа има нешто до кое вие не можете да допрете кај партнерот. Едноставно таму вратата е затворена. Буквално е затворена. Не знам, ева гледате овде. Гледате, затворена е вратата, не може да се влезе. Колку и да тропа, колку и да
се обидува да влезе, колку и да чека. Едноставно вратата е затворена. Овде нема влез. Не е ова финална и конечна работа во животот што ќе ви се случи во никој случај. Ова е моментална, зборуваме за периоди, нели? Еве периодов е таков. Може би трае, може ќе потрае. Може би долго ќе трае. Но ќе заврши еден ден. Сега додека трае, вие овде не може да влезете. Овде вие да допрете не можете. Да, за дел од вас може би за вас работи, едноставно во некој дел од вашите чувства не може да влезете, не смеете, не сакате. Може би па се работи за партнерот. Таму вие не може да влезете. За дел од вас гледам дека партнерот емотивно периодот не може да понуди ништо. Таму нема ништо, тој е празен. Нешто му се случило, може би, не се чувствува добро, не се чувствува емотивно добро, психички може би, нешто го тишти, нешто го плаши, нешто го ранило, нешто му се случило. Тој се обидува, тој се бори, многу се бори. Треба да знаете вие дека премногу се бори. Може вие и знаете, затоа и не сакате да бидете некој кој не разбира, вие сакате потполно да бидете од разбирање и од почит и од поддршка за него, вие го знаете тоа. Меѓутоа, периодов се уште еве трае. Тој се бори и многу се бори со мислите, со чувствата, со се бори во себе. Нешто му се случило. Треба да излезе од оваа ситуација, еден ден ќе излезе. Но вие што и да правите, не може да допрете таму и не може да помогнете таму. И треба да сватите дека тоа е тоа, животот е тоа, животот е постојана промена на циклуси, на времиња, на периоди, на настани. И треба да ги прифатите промените, секоја што дошла, прифатете ја, нека помине, нека си го направи своето, нека ја донесе лекцијата и оставете ја. Па повторно новата прифатете ја и така натаму. Некаква трансформација, да, ќе се случи. Може би ќе почнат веќе да се менуваат работите, зашто гледам партнерот почнал некако агресивно, дури агресивно да ги отфрла овие нешта што толку долго го мачат, го измачуваат и толку страшно го мачат. И неговиот труд и работа ќе придонесе нештата да се сменат. И ќе се сменат. Кон крајов на месецот ќе забележите и вие промена, мако ќе се чувствувате опуштени. Може би некакви заеднички активности што ќе ги направите, ќе направат тој да почне да се труди малку повеќе и работите да не дека нешто не функционира. Вашиот живот, заедничкиот, се си е добро, се си функционира добро. Само тој мал дел каде што тој самиот лично не се чувствува добро, па таму е малку така пречката, проблемот кај што не може да влезете. И да помогнете и да ги изгладите и да ги подобрите работите. Друг дел од вас, вие што сте сами, мислам дека вие поракава овде за вас е дека вие не треба да чекате нешто да се случи. Затоа што нема да се случи ако чекате, само ќе се чекате и ништо не се случува. Повторно истата монотонија, истото. Едноставно ништо ново не се случува. Сега што треба да направите? Вие треба да направите нешто, вие треба да се потрудите, вие треба да ги согледате можностите, да согледате ситуацијата, реалната ситуација, да погледнете поголемата слика, не детали само, туку погледнете на широко, погледнете ја целата слика и ќе забележите на што најмногу треба да работите. Дали ако е за вас лично на вас да работите, ако е во поглед на тоа што треба да направите за да го привлечете тој што сакате да го привлечете. И гледам дека вие ќе се потрудите овој период да го направите тоа, ќе погледнете што треба, ќе најдете, ќе ви дојде идеја што треба да направите, каде треба, ако е за одење да појдете, ако е за правење да направите нешто и
Ке допрете таму до кај што треба да допрете. Ке направите нешто многу впечатливо. Дури тогаш тој што треба да го забележи, ќе го забележи нештото. Значи, не чекајте другиот нешто да направи, туку вие сте тие што треба да направите нешто. Ете, тоа е таа порака што сакам да ви ја пренесам. И не само што треба да ви се пренесе, туку ова и ве очекува. Значи, вие и сами ќе знаете дека нешто треба да се направи. Дали во вас, дали со вас, дали околу вас, на вас, нешто на кое треба да поработите и да видите што треба да се направи и ќе се направи. И работите ќе тргнат конечно во правецот кој посакувате вие да бидат, да одат веќе некој време. Пораката, главната порака што се однесува на сите е трансформација. Вашата врска ќе се продлабочи и љубовта ќе ги надвладае и ќе ги трансформира сите нешта. Значи, еве ова е порака која треба да ја чуете сите. Може би тие што очекувате промени, да ќе се продлабочат нештата за тие што сте во врска, ќе бидат подобри, тие што не сте во врска, трансформација ќе настапи, дали во вас, за вас, околу вас, и нештата конечно ќе тргнат во правец во кој толку долго посакувате. За да се отворат овие врати кои ви се затворени, вие треба нешто да направите. И се тоа што треба да го направите, мора да биде со љубов и со чувство. Значи, искористете ги најдлабоките ваши чувства, вашата љубов и работите ќе станат прекрасни. Драги мои девици, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!